Драги гледачи, како што спомнавме во почетокот, денес гостин во студиото ни е господинот Боби Темелков од македонската нација, а воедно маркетинг директор во Human Rights во Македонското движење за човекови права и чермен на Карасага Macedonian Павилон. Господине Темелков, добродојавте во студиото. Благодарам, Драгица. Како сте? Добро, се осеќам убаво. Кажете ни од кога сте во Канада и што работите? Повелете. Благодарам. Во Канада дојдов 1990 година, го памтам точниот денот 16 јуни. Се осеќам дека веќе сум од постарите македонци. Знам дека има многу постари македонци дојдени уште пред мене. Работам во Бел Канада и real estate. Најповеќе времето го губам, како што кажа, работите што ги правам надвор од работата за македонската земница. Така. Вие сте доста заангажирани во ова голема хуманитарна акција што се прави во нашата комуна за поплавите во Македонија, за помош на оние луѓе што веќе ги зафатиле поплавите. Кажете ни нешто за вашата ангажираност во ова голема хуманитарна акција. Повелете. Благодарам. Почнавме во црквата Свети Илија во Мисисага, каде што организиравме веќе една хуманитарна акција. Сите сме презадоволни од како сето се заврши. Можам да се пофалам дека до ден денеска имаме собрано над 22.000 долари, што за една мала црква, за едно мало место е многу добро. Но не заправна таму. Ни дојде идеја на мене и на неколку луѓе, морам да го спомнам тука Трајче Источки, пошто ќе се налути ако не го спомнам. Так. Идеја и на Жан да направиме една акција и да ги обединеме сите цркви заедно. Црквите и организации македонски заедно. Тоа беше добро прифатено од најголемата црква, од претседателството на црквата во Свети Климент. И пред една недела направивме состанок каде беавме собрани сите цркви, сите претседателства, сите цркви, организации имаше неколку и одлучивме да направиме се македонски хуманитарен банкет 17 септември и да направиме една хуманитарна акција да собериме уште повеќе пари за да испратиме во Македонија. Како што знаете, како што гледате низ вестите и телевизијата во Македонија, ситуацијата се нормализира полека, но има толку многу оштетено куќи, има фамилии кои се трудат да ги создават, да го состават животот како што бил пред тоа. Така, имаше околу 22 луѓе загинато. Да, отприлика толку мислам дека е околу 22 или 23. Значи, досега имате собрано околу 20.000? 22.000. Во минатиот пат и Леринското друштво собра околу 2.315 месечни долари. Да. Господине Темелков, кажете ни нешто за македонската нација, организација, или како работите со неја, имате ли членови и се што работите во организацијата? Повелете. Благодарам. Во македонската македонска нација организација, можем да кажеме и дека не е баш некоја организација. Ја работам самиот. Така. Но сакам да покажам со тоа дека можеш да работиш и сам, а можеш да направиш некојаш повеќе од некоја организација. Како што знаете, имате Facebook, имате да, Фејсбукот се викаше Македонска нација поради некои технички причини мораше да го сменам убавите малков. Фејсбукот е еден од најголемите Facebook сајтс во Северна Америка што постојат. Ни служи како разглас за сите работи што се случуваат тука кај нашите македонци во Канада. Сите го знаат тоа и секогаш луѓето доаѓаат и проверуваат што се случува. Патриотски работи објавувате на тоа. Па добро, јас сум македонец, тоа ми е во крвта и нормално дека најповеќе ќе употребувам за тие работи за кои јас верувам во. Значи, ги употребувам за рекламирање на некои евенти, за македонски работи, вести што се случуваат во Македонија. Е голема помош. Вие сте многу активен во нашата македонска заедница. Од каде толкова енергија? Па тоа е тешко да се каже од каде толкова енергија, затоа што тоа е нешто што не може да се објасни, или го имаш или го немаш, или го осеќаш или не го осеќаш. Јас го осеќам тоа дека треба да го правам, мислам дека не само што го осеќам. Или љубовта кон Македонија. Па сите имаме љубов према Македонија.
Некои имаат на еден начин, некои имаат на друг начин. Мојата љубов се искажува на овој начин како ја што го искажувам и се надевам дека барем некои луѓе што ме гледаат или што ме пратат со моите работи ќе добијат до некоја идеја да почнат и они да прават нешто, затоа што Македонија се сака со дела. Македонија не се сака само на Facebook со кликање лајки и пишување постови. Кажете ни нешто за деновите на Раптос. Тие се одржали минатата година кога беше македонската ѕвезда Pero Antić. Па види, тоа се Macedonian Heritage Night, македонски ден на не културата, македонски ден на спортот, можеме да го наречеме. Тоа јас го организирав веќе 3 пати. Така. Првиот пат кога почнавме да организираме, не знаевме дека ќе наидеме на толку голем интерес ке македонците. Јас мислев да соберам само неколку 20-30 македонци. Имаше посета голема. Да водиме заедно, да гледаме нашиот прв NBA player, играч, кошаркарски играч од Македонија што играл во Америка. Но најнаш после секој 50 карти се јавува уште повеќе и повеќе и ние завршивме да бидеме 1000 луѓе. Атмосферата беше изворена, македонски знамиња, македонски капи. Имаше дечина, имаше доста. Да, со децата секогаш... Тие беа во центарот во Роџерс арена. Да, децата беа придружници на кошаркарите на Атланта Хакс и на Раптors. Почнавме со тоа, после втората утакмица го направивме истото имавме приближна бројка. После секоја утакмица имавме дружба со Pero Antić, доаѓаше и да поклонуваше некои негови спортски мебили за феновите, но најдобро беше последното, кога го направивме. Последното имавме, не само што имавме 28 деца што стоја заедно со кошаркарите на Раптors и на Атланта Хакс, облечени во македонски мајци, со македонски капи. И како ти се осеќаше тогаш кога веќе го гледаше тоа? Па убаво, знаеш како можеш да се осеќаш кога ќе видиш дека нешто ќе направиш такво нешто тоа не е мала организација, тоа сето треба да биде одобрено од Раптors. Ние на полувремето имавме прв пат, ја мислам, не се случува тоа до сега, да имаме наша македонска игрорна група да игра во ACC пред 30.000 луѓе. Имавме трите девојки која пеја химната канадски и америчка беа наши македонки. Така. Децата 28 деца што стоја на секои 5 минути имаше на големиот екран македонска нација. Се осеќаш убаво. Се осеќав доста убаво. Дај да го побрзиме тоа и со знаеш, нашата македонска комуна е доста сплотена. Ние ги празнуваме нашите христијански празници, правиме банкети за разни хуманитарни акции, се правиме во нашата комуна, во нашата црква. 90-тите години имавме парада во Торонто. Тоа беше огромен македонски народ. Ти млади, стари се собравме сите заедно, беше многу успешна. Може ли сега вие како организатор на помладата генерација да направиме нешто, да излеземе малку надвор од нашата заедница, да не видат другите националности кои сме ние македонците и колку сме вредни? Што мислите за тоа? Повелете. Па, јас мислам дека е можно да се направи. И јас можам да ве потсетам дека не правам јас самиот, правиме заедно со црквата од Мисисага нешто слично. Ако знаете Карасага, јас сум чермен на македонскиот павион на Карасага. Карасага се одвиваше во црквата наша Мисисага, имавме по 2000 луѓе гости што доаѓаа во црквата. Од кога јас дојдов чермен, реков заедно со црковниот одбор да го направиме во Hershey Center, кај што е централната прослава. Од кога почнеме да го правиме во Hershey Center, првата година кога бев чермен имавме 25.000 гости. Од тие можам да кажам дека 90% беа луѓе канаѓани, не македонци. Лани, уствари оваа година, имавме над 30.000 гости. 30.000 гости не е мала бројка. Значи, ние ја представиме Македонија пред 30.000 гости. Така, тоа е прекрасно. Меѓутоа, низ улиците на Торонто да направиме парада, знаеш, тоа е убаво. Ние пред неколку години правевме во црквата Свети Климен Охридски, имавме караван, доаѓаја од сите националности, имавме богато јадење, храна, сето тоа. Меѓутоа, парадата што ја направивме 90-тите години, значи беше прекрасно. Значи, не само луѓето што не гледаат да дојдат да не видат, туку луѓето по улиците што беа и што живееат таму, што се наоѓа не видеа кои се ние македонци. Да. Такво нешто дали може да се организира? Па види, јас веќе зборував со тебе за тоа пред некое време, дека
Имам во план да се направи македонски фестивал. Македонски фестивал што ќе не представи пред публиката во Канада. Како што рече ти самата, сите работи ние што ги правиме, си ги правиме од нас, за нас. Треба малку да излеземе пред јавноста, пред Канада, да видат канаѓаните дека има македонци, дека сме горди, дека сме поносни на нашата земја и да направиме нешто кај што ќе оставиме некој впечаток на луѓето дека ние сме тука и ние живееме тука и сега сме тука и еве тука го правиме ова за да дојдете да не видите. Значи имате идеја таква што може да се направи? Да, има идеја, може да се направи, треба работа нормално, ама може да се направи. Може. Кажете ни нешто за ситуацијата во Македонија. Вие секако сте информирани преку интернет, имате контакти со вашите луѓе од таму. Кажете ни ситуацијата во Македонија. Што се случува со политичката криза, па поплавите, па економската криза и така натаму. Да. Повелете. Па политичката криза сега малку се смири, како што знаете и самите од гледање на интернет, телевизии и такви работи. Се припремаат двете партии, уствари 4 партии се припремаат за избори што треба да бидат закажани во декември. Ама за да се исполнат, за да дојде до тие избори, треба сите партии да исполнат некои услови. Колку ќе бидат исполнети тие услови? Јас сум малку скептик, пошто ова се... Кога му е крајниот ден, дали ќе имате избори? Па не знам точно сега, не знам да ти кажам точно кој е дато е крајниот рок, ама мислам дека повеќето услови се исполнети. Ама како што знаеме и пред тоа, условите и пред тоа некои беа исполнети, ама на крајот испадна дека не се исполнети од некои партии, не сакам сега да напоменам од кои партии. Значи се уште не се знае дека имаме избори на 11. Па не се знае за тоа што едната страна не сака да има избори, оти знае дека ќе изгуби на избори. Тоа е мое лично мислење. Покри политичката криза, мислите ли економски има застој во Македонија или владата се уште си работи за донесување на нови инвестиции во Македонија? Владата се уште си работи за нови инвестиции во Македонија. Ако немавме оваа криза, може инвестициите ќе беа многу поголеми отколку што се сега. Но владата никогаш не запрала да работи. Ако не е таму, да речеме Никола Груевски, таму има друг преминистер, има други министри кои работат на тоа. Ами ние самите гледаме дека скоро секоја недела или месец отвара нови фабрики, нови работни места, што тоа пред 8-9 години не го гледавме. Господин Енте Мелков, од името на редакцијата на македонската телевизиска програма Час на македонски корени, ви благодариме што дојдовте во студиото, што имаме заедно интервју. Една порака до нашите гледачи. Повелете. Благодарам. Прво сакам да и честитам на македонски корени телевизијата за 28 годишно работење. Јас до сега немам ни видено, ни слушнато дека има подобра телевизија која го известува нашиот македонски народ во Северна Америка. Благодарам за поканата на Бил и продолжи со добрата работа. Имам уште една порака до тебе лично и до Мице. Дознав дека ви е 50 годишнина, па сакам еве лично да ви честитам 50 годишнина и да се дочекате уште 50 други години. Ти благодариме и тебе ти посакуваме се небо во твоето семејство. Благодарам за интервјуто, пријатно и се небо. Благодариме. Земјо моја, земјо најмила, удри Македонијо за сите времиња и за сите неправди. Земјо моја, земјо најмила, удри Македонијо за сите времиња и за сите неправди.